Кои се и дали има ризици од поголема сеизмичка активност во регионот на Скопје? Стално се каже и веќе и вие знаете дека многу тешко се предвидуваат, особено во краток период кога би се случиле земјотреси. Повратниот период на скопските земјотреси е негде измеѓу 300 до 500 години, но тоа не значи дека за 500 години ќе се случи, него по таа теорија на веројатност може дури и утре да се случи, но веројатноста е многу мала. Но тоа не значи дека ние не треба да градиме сигурно. Значи, два параметра постојат за да бидеме сигурно, да бидеме супер организирани по однос на намалување на жртви и сето тоа. Едно е сигурна градба и да знаете дека утре ќе се случи. Ако немате сигурна градба, ќе се сруши пола Скопје и не вреди ништо. Значи, прво е сигурната градба и припременоста, што треба да правиме за време на земјотрес. По однос на сеизмичноста, Скопскиот регион, спрема статистиката и раседите кои што ги има Скопскиот регион, не би требало да има поголема сеизмичност од оно што беше 63-та, значи максимум негде 6,5 може би се случила магнитуда во иднина, но не би требало во многу брз период да се случи таков земјотрес. Дури и оној од 5,4 што беше 2016 се случува еднаш во 50 до 100 години. Но ние повторно не треба да се релаксираме и да мислиме, нема ние што се секираме, ќе тераме до 400 години до другиот земјотрес. Не, може секој момент, но веројатноста е многу мала.